Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денес, кај ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ви информираме. Еве ги насловите. Усвоена Кумановската резолуција во рамки на Меѓународната асоциација на градови носители на порака на мирот, која ќе биде испратена до Обединетите нации. Ќе се реши работниот статус на 140 професионални војници. Се урна руски патнички авион со 224 патници. Куманово против Бест. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Асоциацијата на градови носители на порака на мирот на 30-тото Генерално собрание денеска во Куманово донесе резолуција во која се наведува дека е потребно зголемено внимание од меѓународната заедница за специфичните потреби со кои се соочуваат сите градови низ кои минува рутата на мигрантите. Резолуцијата оттука оди на адреса на Организацијата на Обединетите нации и на Европската комисија. Во резолуцијата се наведува дека е потребна клучна улога на Обединетите нации, Советот на Европа како и на преостанатите релевантни агенции, невладини здруженија и фондации, и оти е потребно да сработуваат заедно. Со резолуцијата се повикува надлежните да се справат со најголемиот проблем на Европската унија – бегалската криза, и што поскоро да се решат војните на Блискиот Исток и во Северна Африка. Луиза Винтон, представник на UNDP, вели дека оваа резолуција повикува на поголем ангажман за менаџирање на бегалската криза. Темата на денешниот состанок е мигрантите, кои што не е директно само Куманово погодено и Македонија од нив, туку и целиот Балкан. Значи, денеска сакаме да покажеме нашата поддршка на бегалците и поддршка на Кумановската општина. Председателот на Асоциацијата на градови носители на порака на мир, Анџеј Петрашик, рече дека преку медиумите се информирал за бегалската криза и смета дека овој проблем треба да се решава на едно повисоко ниво. Bardzo ważne jest, że Многу е битно што денешната резолуција ја усвојуваме токму од Куманово, од градот кој што навистина се соочува во последно време со мигрантска и бегалска криза. Денеска, како што можевме да дознаеме, во Куманово, всушност на северната граница, дневно се доаѓаат од 7 до 10.000 бегалци и мигранти од Блискиот Исток, и затоа е и битно овој проблем да се стави на едно повисоко ниво. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски нагласи дека резолуцијата го потенцира мирот како основно право на човекот и побара надминување за предизвиците на бегалците. Ја кажа дека Куманово е многу значајно по многу историски судбоносни одлуки на Балканот. Во овој момент исправени пред неколку безбедносни предизвици пред се случувањето 9 мај и бегалската криза, упатеме порака до Обединети нации, резолуцијата и до Европската комисија, во која се насочува нашите правци на делување како градови кои се грижиме за мирот како основно човечко право. Куманово четврток беше домаќин на Меѓународната асоциација на градови носители за пораката на мир, на кој учествуваат 10 градови од различни земји. Учесниците на Генералното собрание на асоциацијата ја посетија населбата Тодемендол, а беа и во прифатниот центар на Табановци. Понизата успешно реализирани проекти во рамки на програмата за прекугранична соработка со соседна Бугарија, општина Крива Паланка на следниот повик ќе аплицира за проект за доизградба на речното корито на Крива река, како и за изградба и уредување на пешачка патека покрај Бабин дол, кој што води кон манастирот Свети Јоаким Осовски. 17% од успешно реализираните проекти од македонско-бугарска страна во рамки на програмата за прекугранична соработка со средства од европските фондови и припаѓаат на општина Крива Паланка. Понисата успешно реализирани проекти од областа на туризмот, транспортот, животната средина, образованието и руралниот развој, локалната самоуправа на Крива Паланка е подготвена и за следниот повик за поднесување
на проектни предлози. Со првиот повик што беше, ние имаме 17% успешно реализирани, значи од 100% на сите општини од македонски и од бугарска страна, Крива Паланка има 17%, кое мислам процент за завидување, тоа е една шестина од сите проекти се добиени од страна на општина Крива Паланка. Тоа е добро, сметам дека добар дел од овие проекти кои ги реализиравме се во интерес и на граѓаните и на целата општина, така да ќе ги споменам тука влегуваат проектите до изградба на патот кон село Градец и партерно уредување околу Испосницата, археолошката поставка и партерно уредување околу музеот, потоа миньор коритото на Крива река, велосипедската патека. Единствено што е можеби отежителна околност е тоа да овие проекти прво треба да се исплатат, а потоа парите доаѓаат од страна на Европската унија. Тука е една отежителна околност, мислам дека и со тоа се надмина на некој начин затоа што Македонската банка за поддршка на развојот веќе дава и кредити во овој дел. Локалните власти ќе аплицираат за реализација на проектот за продолжување на речното корито на Крива река до спортското игралиште, како и за уредување на просторот кон манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски, кој ќе се состои од регулација на коритото на Бабиндол и изградба на пешачката патека предвидена покрај автомобилскиот пат. Па ние веќе, како што знаете, збратимени градови сме со општина Дупница и најголемиот дел од проектите ги имаме реализирано со општина Дупница. Имаме една прекрасна соработка во тој дел, така да планираме да го продолжиме миньор коритото за уште одредена стационажа, тоа би одел узводно на реката на кај игралиштето. Ќе дојде една целина, значи патот за Бабиндол, автомобилскиот пат ќе биде во функција, до патот ја имаме пешачката патека, пешачко-велосипедска патека или како сакате, со пропратни содржини, со осветлување, со клупи, со места за рекреација и воедно ќе имаме регулација на Бабиндол, на долот кој тече во овој дел на општината. Под мотото "Го сакам мојот град", Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Крива Паланка денес организираше акција за собирање пластичен отпад. Акцијата се прави по повод одбележувањето на Светскиот ден на градовите, со иницијатива до жителите да се зачува убавата слика на преубавото градче во Осоговието. Од минатата година, 31 октомври, се одбележува како Светски ден на градовите, а Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Крива Паланка по повод овој ден организираше акција за собирање пластичен отпад насловена "Го сакам мојот град". Еколошката акција за собирање пластичен отпад беше организирана на собирен пункт во градскиот парк, а паланчани масовно се одзваа на акцијата. По повод Светскиот ден на градови, 31 октомври, Унијата на жени организираше еколошка акција, на која што еколошка акција собиравме пластичен отпад, кој што пластичен отпад ќе биде откупен од страна на јавното предпријатие Комуналец и за возврат јавното предпријатие нам ќе ни овозможи 4 или 5 корпи за отпадоци. Веќе може да ги видиме во градскиот парк 2 корпи за отпадоци се поставени и се надевам ќе бидат од голема корист за нашиот град и за нашите граѓани. Денеска имаше голем одзив од страна на граѓаните и покажа дека имаат еколошка свест и дека се свесни дека треба да го зачуваме градот и да ја чуваме нашата околина. Митевска Давидовска додаде дека учесниците во акцијата придонесоа за намалување на пластичниот отпад во градот. Собраната пластика ќе се рециклира во соработка со јавното предпријатие Комуналец, а со средствата ќе бидат набавени корпи за отпадоци, од кои 2 се веќе поставени во градскиот парк. Во акцијата се вклучи и пратеникот во Собранието на Република Македонија од Крива Паланка од редовите на владеачката партија Слагена Митовска, упатувајќи порака до сограѓаните за зачувување на убавата слика на градот познат по својата живописност. Како пратеник чест ми е да присуствувам и да дадам свој допринос во оваа акција, затоа што со денешнава акција ние покажавме дека секој еден може да даде допринос за Крива Паланка да биде почисто и поубаво градче за живење. Генералното собрание на Обединетите нации, признавајќи го значењето на правичниот и соодветен пристап до урбаните и основните услуги како основа за одржлива урбанизација, а со тоа и за целокупниот социјален и економски развој, започнувајќи од 2014 година го назначи 31 октомври како Светски ден на градовите.
Обединетите нации ги поттикнуваат владите и нивните партнери да ги користат методологиите за проширување на градовите за водење одржлив развој, со цел да се спречи зголемувањето на бројот на сиромашни, подобрување на пристапот до урбаните основни услуги, поддршка за домување, подобрување на можностите за вработување и да се создаде безбедна и здрава животна средина. 31 октомври се празнува и како Меѓународен ден на штедењето. Светскиот ден на штедењето е воведен на 31 октомври 1924 година, а одобрен од страна на 29 земји кои сакале да ја потсетат светската јавност на штедење и важноста на штедењето за економијата и за поединецот. Граѓаните на Куманово велат дека од ден на ден ја губат навиката за штедење. Светскиот ден на штедењето е воведен на 31 октомври 1924 година во тек на првиот меѓународен конгрес на штеделниците во Милано, Италија. На последниот ден од конгресот, професор Равица го прогласил тој ден за Меѓународен ден на штедењето. Идејата најшла на одобрение од 29 земји, кои сакале да ја потсетат светската јавност на штедење и важноста на штедењето за економијата и поединецот. Празникот се одбележува на 31 октомври, освен во земјите, кај што тој ден е државен празник. На тој ден банките се отворени за граѓаните да може да внесат средства на својата штедна сметка. Немам навика, пошто немам пари за штедење. Да, имам. Па колку можу, не е многу. Не, никако. Какво штедење? Имаме навика во нашите можности. Колку имаме можности, толку штедиме. Покрај горе наведеното, во Република Македонија, Синдикатот на финансиските организации доделува награди и пофалници за најдобрите работници од оваа дејност. Биеналната изложба Кумановски графичари 2015 беше отворена во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На изложбата со дела се представија 9 графичари и се обидува изданието да биде достапно како еден визуелен запис во времето од кој ќе можат љубителите да го следат текот на актуелната графичка продукција на овие простори. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа биеналната изложба на тема Кумановски графичари 2015. На изложбата беа представени најновите графички остварувања на 9 графички уметници од Куманово. Главната цел на овој проект е да ги архивира графичките листови и да испишува историјата на графичката уметност на овие простори. Кумановски графичари е биенална изложба на графика која се организира на секои 2 години. Првата изложба беше организирана 2003 година и од тогаш нааму на секои 2 години го представуваме она што е актуелно на полето на графичката уметност во градот Куманово. Графичкиот јазик на овие уметници од поодамна им е познат на љубителите на графиката. Се работи за концепти развивани во повеќегодишни истражувачки искуствени акции, резултирани во графички реализации, кои што го имаат поминато тестот на јавноста и стручната критика. Во главно се застапени млади автори од Факултетот за ликовна уметност, од графика. И би сака да кажам дека секоја година се подобри резултатите, што е и очевидно и на оваа сама изложба, како застапеност на разни техники, така и во ликовен поглед. Кумановските графичари и овој пат беа на висина на задачата и понудија графички остварувања кои што инкорпорираат идеја, приказна и специфична визуелна естетика, карактеристична за овој вид на ликовно изразување. Изложбата е за кумановски графичари и конкретно е да направиме една групна изложба сите графичари, академски графичари од нашиот град Куманово. Јас имам изложено 3 дела, а на изложбата има околу 26 графики. Имам учествувала на повеќе изложби, до сега повеќе на факултетот, но планирам и самостојна изложба. Целата колекција од 26 графички листови работени во повеќе графички техники делува компактно и покрај наведом стилското шаренило, нудејќи му истовремено на гледачот сличности, разлики, афирмации, негации, влијание и обиди за автентичност. Сдруженијето на пензионери од Куманово со повод 11 ноември, празникот на градот, одржа свечена манифестација со наслов Пензионерите за својот град. Освен културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски, кој е дел на Сдруженијето на пензионери, настапи и гостите фолклористи од Кочани и културно-уметничкото друштво Срма од Куманово. По повод 11 ноември, ден на ослободување на град Куманово, Сдруженијето на пензионери од градот во Центарот за култура Трајко Прокопиев организираше свечена манифестација Пензионерите за својот град. На истата учество зедоа пензионерите од Сдруженијето кои пред публиката се представија со различни точки како пеење, глумење и играње.
Ова е наша пензионерска честитка до граѓаните на Куманово по повод 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово. Ова ќе биде да пресек на активностите на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски, така да речеме во првите 10 месеци од оваа година. Секако, меѓу нив ќе се представи хорот на културно-уметничкото друштво. Тоа е мешовит хор кој редовно настапува на вакви приредби. А покрај нив, овде ќе настапат нашите најдобри солисти, вокални исполнители на изворни народни песни од Кумановско и од Македонија, а се разбира дека и песни од Србија. Исто така, вечерва на концертот ќе се представат еден дел инсерт од драмата Сомнително лице. Музичкиот дел дополнително го збогатија гостите од Окочани, како и најмалите од културно-уметничкото друштво Срма, кои одиграа неколку македонски ора. Оваа манифестација се одржува традиционално секоја година во пресред на празникот на градот. Земјотрес со јачина од 4,6 степени според Рихтер утрово се почувствувал во Дебар, а бил регистриран во Тирана. Нема информации за поголема материјална штета или повредени. Земјотрес ги вознемири жителите на Дебарскиот регион денеска во 10 часот и 20 минути. Потресот траел 10 до 13 секунди. Како што информираат албанските медиуми, епицентарот бил 18 километри југоисточно од албанското рударско градче Булкиза, кое е на 15 километри оддалечено од Дебар. Земјотресот со јачина од 4,6 степени според Рихтер се почувствувал и во Тирана. Нема информации за поголема материјална штета или повредени. Во септември 2009 година земјотрес со слична јачина го погоди истото подрачје, при што беа оштетени голем број куќи, особено во областа Голо Бредо. Со предлог законот за измена на Законот за служба во армијата на Република Македонија е предвидено решавање на статусот на околу 140 професионални војници, односно нивното вработување, треба да биде завршено на почетокот на следната календарска година. До февруари идната година ќе биде решен статусот на околу 140 на професионални војници кои по завршувањето на работниот ангажман во армијата на Република Македонија не беа вработени. Со тоа се заокружува процесот на решавање на статусот на сите професионални војници. Решението во форма на предлог закон за измена на Законот за служба во армијата на Република Македонија во името на претеничките групи на ВМРО ДПМН и го поднесоа Емил Димитриев и Тала Џафери. Со него се предлага да се овозможи вработување на сите професионални војници на кои им престанал работниот однос по основ на навршување на максимална старосна граница. Одредбите од законот што се предлага, вели Димитриев, се многу прецизни и го регулираат начинот на вработување на професионалните војници со конкретни рокови. Предвидено е вработувањето на околу 140 на професионални војници да заврши најдоцна до крајот на февруари следната година. Претходно тие треба да поднесат барање за вработување до Министерството за одбрана, зашто крајен рок е крајот на месец јануари. При тоа има период од 1 месец во кој Министерството за одбрана ќе ги испланира и организира работите околу вработувањата, вели Димитриев. Руски патнички авион што утрово полетел од летувалиштето Шарм ел Шејх за Санкт Петербург се урна во централниот дел на Синај, потврди канцеларијата на премиерот на Египет. Вести од светот. По уривањето на рускиот патнички авион формиран е кризен одбор кој треба да ги утврди причините за несреќата. Шефот на управата за воздухопловни несреќи во Египет, Ајман Ал Макадам, претходно соопшти дека авионот исчезнал од радарите и оти нема контакт со контролата на летање. На руската авиокомпанија кажавме дека изгубивме контакт со авионот, но тој сигурно контактирал со турската контрола на летот и оти сега поминува низ турскиот воздушен простор, истакна Макадам. Руските воздухопловни власти соопштија дека во авионот има 224 патници и членови на екипажот, а радарскиот контакт е изгубен во воздушниот простор на Кипар.
Бројот на загинати се искачи на 27, а 180 повредени во пожарот на ноќниот клуб Колектив во Букурешт, изјави романскиот министер за внатрешни работи Габриел Опреја. Тоа е една од најголемите несреќи во Букурешт во последните неколку децении. Пожарот бил предизвикан од пиротехнички средства за време на концертот на романската хеви метал група Goodbye to Gravity. На концертот присуствуваа околу 400 луѓе. Огнот прво зафатил еден столб, а потоа и таванот на објектот. По избавувањето на пожарот настанало стампедо. Ова е многу тажен момент за нашата нација, напиша на Facebook романскиот председател Клаус Јоанис. Терористичката група Исламска држава загубила 30% од освоените територии за последната една година. Ова го соопшти заменик државниот секретар на САД Ентони Блинкен. Во моментов Исламската држава контролира со 30% помалку територии во Ирак отколку пред една година благодарение на активностите на меѓународната коалиција на чело со САД, изјавил Блинкен. Тој најавил дека за време на кампањата против терористите меѓународната коалиција извршила 7700 воздушни напади врз позициите на групата. Има резултат од воената кампања. Во моментов ирачката влада се обидува да ја мобилизира војската за борба против Исламската држава, изјавил заменик државниот секретар. Покрај тоа, коалицијата обезбедила безбедност на 85% од границите на Турција со Сирија. Останал еден мал дел кој се уште е слабо контролиран и е користен од борците на Исламска држава. Денеска на програмата две средби од четвртото коло во кошаркарската прва лига во салата во градскиот парк. Работнички беше домакин на Струмица и победи со 88-68. На вториот натпревар во овие моменти Куманово го пречекува новиот прволигаш Бест и домашниот состав е апсолутен фаворит за триумф во ова соочување. Како првопласирано од втората лига, предходната сезона Бест се пласираше во најсилното кошаркарско надпреварување, со што Гевгелија стана единствениот град со два представника во прва лига. Како и да е, тимот на Бест е аутсайдер во овој надпревари, досега има забележено 3 порази во 3 одиграни рунди. Победа на овој тим за Куманово ќе значи многу, затоа што моментално на табелата е на 5-то место со вкупно 4 бода. Зад Куманово во поредокот остануваат Струмица и Бест, додека на самиот врв со 6 бода екипата на Карпош Соколи. Куманово води во последната четвртина со двоцифрена разлика и веројатно ќе се врати на победничките патеки по загубените дуели од Карпош Соколи и Турк Телеком. Машката одбојкарска репрезентација на Македонија ги дозна своите противници за квалификациите за Европското првенство, кое што во 2017-та ќе се одржи во Полска. Нашите одбојкари се најдоа во групата Ф заедно со Чешка, Естонија и Романија. Во друштвото носители се чесите со кои имаме порази во квалификациите за Европското првенство во 2009 и 2013 година. Естонците ни се многу добро познати, со нив се надпреварувавме во годинешното издание на Европската лига во групниот сегмент, како и во полуфиналето каде ги победивме со 3-0. Аутсайдер во групата е селекцијата на Романија. Македонија ќе може да биде домакин на квалификациите, бидејќи нашата федерација веќе поднесе барање. Ракометарките на Куманово утре во салата на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош ја пречекуваат екипата на Металург. Овој надпревар во 16:30 како дел од петтото коло од женската Суперлига. Металург заедно со Вардар се единствените екипи без пораз во досегашниот дел од првенството. Куманово е веднаш зад нив на третата позиција со 2 победи и 2 пораза. И клоп со шлаканица за Моринјо. Челси загуби на Стенфорд Бридж од Ливерпул со 3-1. Можеби ова беше последниот меч за португалецот. Роман Абрамовиќ е на потрка. Надпреварот за Челси почна идеално. По само 4 минути игра Рамирес со глава постигна гол за водство од 1-0. Сините одржуваа предноста се до судиското проложение, иако беа покажани 2, Кутињо изедначи во третата минута. Португалецот оправдано може да биде гневен на судијата Клатенбург. Слободно можеше да му покаже втор жолт картон на Леива, но не го стори тоа. Ливерпул беше поблиску до втор погодок и тоа се случи во 74-та минута, кога Кутињо повторно ја тресе мрежата на Беговиќ за комплетен пресврт и 2-1. Во 83-та минута Бентеке само ја потврди победата, поставувајќи ги конечните 3-1 за Ливерпул.
Флорентино Перес будно ја следи ситуацијата во Челси и доколку Жозе Мориньо заработи отказ, нема да губи време во обидот да го врати португалецот во Реал Мадрид. Ова го тврди поранешниот челник на мадридјаните Рамон Калдерон, сигурен дека Флорентино посакува да соработува со Мориньо и дека имал контакти со неговиот менаџер летоска, затоа што бил негова прва опција за наследник на Анчелоти. Како и да е, тогаш португалецот не размислуваше за разделба со Челси. Дрогба во јануари би можел да се пресели во Серија А во периодот кога во МЛС лигата има пауза меѓу две сезони. Фудбалерот на Монтреал имаше добра сезона, неколку пати постигнуваше погодоци и асистираше. Најновите информации зборуваат дека екипа од Серија е заинтересирана околу позајмица на Дрогба во втората половина на сезоната во Калчо. Болоња е наводно екипата која била заинтересирана и единствена пречка за реализацијата на оваа позајмица е неделната плата која Дрогба ќе ја побара и која нема да биде мала сума. Интересни мечеви во НБА лигата, а еден од нив најмногу се издвои. Тоа е дуелот на Орландо Меджик и Оклахома Сити Тандер на Флорида. Надпреварот донесе квалитетна и отворена кошарка за на крајот со 139-136 гостите да слават. Магичните нема одговор за дуото на Тандер, Весбрук и Дурент, кои одиграа супер меч, успеа да го вратат својот тим од минус 18, а потоа и во продолжението да му ја донесат втората победа во сезоната. Весбрук постигна 48 поени на кои додаде 11 скокови и 8 асистенции. Дурент исто така забележа дабл-дабл со 43 кошеви и 12 скока. Во реприза на минутогодишното финале на западот составот на Голден Стейт како гостин славеше над Хјустон со 112-92. Воините беа подобар противник низ целата средба, ги добија во своја полза сите 4 периоди, со што уште еднаш покажаа дека се во добра форма на стартот на сезоната. Кари за победниците даде 25, а Мерел за ракетите 17 поени. Победи и Кливленд, Јута, Торонто, Детройт, Атланта, Вашингтон, Сан Антонио, Минесота и Сакраменто. Времето во Македонија беше сончево со умерена облачност. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.